ова издание. Председателот Трамп ја продолжи федералната помош за националната гарда да им помага на одредени сојузни држави во одговорот кон коронавирусот. Економскиот предизвик по победата врз вирусот во САД. Пациентка оздравела од COVID-19, но ја чекаат неплатени сметки. Инвентивност. Пепелот од кремирањето ја претвараат во дијаманти. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Охридско лето 2020, сцените со далеко помалку публика поради строгите здравствени протоколи. За ова подоцна во емисијата на почеток вестите на денот. Председателот на САД Доналд Трамп го продолжи федералното финансирање на националната гарда со цел да им помага на сојузните држави во справувањето со пандемијата. Белата куќа вчера вечер рече дека овие фондови ќе траат до крајот на годината. Федералната влада со ова одлука ќе овозможи покривање на 75% од трошоците, откако постечката регулатива која обезбедува 100% покривање ќе истече на 21 август. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш рече дека со тоа што училиштата се принудени да ги затворат своите врати поради пандемијата на коронавирусот, светот се соочува со генерацијска катастрофа. Ураганот Исаија се движи на север долж источниот брег на Северна Каролина. Националниот центар за урагани соопшти дека откако Исаијас навлезе на копното, неговата брзина се намали, но се уште има силни ветрови кои оставија без струја илјадници домови и бизниси. Десетици милиони американци се соочуваат со губење на бенефициите од државата. Маријама Дијала разговараше со една пациентка која оздравела од COVID-19, но се соочува со неисплатени сметки. Сметките за лекување на Аиша Браун се трупаат откако оздравела од COVID-19. Се јавувам на луѓето да им кажам дека бев болна и отижалам што не можам да ги платам сметките. Оваа жителка на Медленд поминала 1 месец во кома во болница и имала 3 трансфузии на крв. Многу е тешко за нас, бидејќи не знаеме од каде ќе најдеме пари да ги платиме сметките. Добротворната организација Salvation Army и помогнала на Браун со сметките за електрична енергија. Ова организација е една од многуте кои го повикуваат Конгресот да донесе нов пакет помош за лицата како Браун, кои останале без извор на приходи за време на пандемијата. Мојата порака до законодавците е само еден ден да се стават во ситуација на овие луѓе, за да видат какви тешки одлуки мора да носат. Помошта од околу 2 трилиони долари за време на корона кризата вклучуваше директни чекови од $1.200 за граѓани чии приходи се под $99,000 на годишно ниво, плюс $500 помош за секое дете и дополнителни $600 неделно за невработените како последица на пандемијата. Републиканците во Сенатот најавија нов пакет помош од $1 трилион. Ова е почетна точка. Знаете дека не можеме да донесеме закон во Сенатот без демократите. Овој план предвидува кратење на неделните бенефиции на $200, што демократите велат дека е недоволно. Тие бараат повисоки бенефиции да останат и во новиот пакет. Луѓето се на раб да останат на улица, бидејќи не можат да платат станарина. Немаат работа, не по нивна вина. Бенефициите од $600 месечно им помагаат да поврзат крај со крај. Додека двете страни се спротивставени, администрацијата на Трамп размислува за краткорочно решение. Разговараме за краткорочно продолжување на бенефициите за невработеност и за плаќање кирија. Во меѓувреме Браун, која преживеа COVID-19, се обидува да ја преживее и финансиската криза како последица на пандемијата. Фестивалот Охридско лето годинава почнува со 3 неделно задоцнување. Наместо на 12 јули започнува на 4 август. Мики Трајковски со деталите. Фестивалот Охридско лето и годинава ќе тргне одовде од античкиот театар. Но оваа година фестивалот ќе се одржува во вонредни услови поради пандемијата од COVID-19. Организаторите најавуваат наместо полни трибини како досега со околу 2000 гледачи, отварањето да може да го следат само 400 посетители. Она што е интересно дека публика ќе има на секој втор ред одовде од трибините на античкиот театар, а гледачите да седат на растојание од 2 метри.
Предвидено е и мерење на температура на влез на секој посетител, како и регистрација на сите гости при купување на билети. Една од најубавите сцени кои што Охрид ги има е токму црквата Света Софија. Незината внатрешност располага со одлична акустика, која што настапите на уметниците од целиот свет секоја година ги прави посебни. Но поради новите околности, неколкуте музички настани и театарски представи, нова 60-то издание ќе се одржуваат овде во предворието на црквата. Отварањето ќе биде во знак на основоположникот на Охридско лето, оперската дива Ана Липше-Доповик со концертна арија во изведба на светски познати солисти. Оваа година приоритет им дадовме на нашите македонски уметници, оркестри и театарски куќи. Тоа секако е доказ дека токму тие се столбот на нашата уметничка вредност, фестивалот Охридско лето. Сцената на Долни Сара е една од најрепрезентативните со која Охрид располага, пред се поради незината местоположба, бидејќи се издигнува високо над Охридското езеро. Станува збор за споменик на културата од 18-тиот век, каде редовно се одржуваат бројни музички настани, театарски представи, фестивали и други културни настани. На сите три сцени ќе настапа 300 уметници од 19 држави. Најголемо внимание се очекува да предизвика настапот на пианистите Кемал Гекик од ЦАТ и Наталија Трул од Русија, Фукио саксофон квартетот од Шпанија и концертот на 4 клавири и оркестар од Чешка. Програмата трпеше до последниот ден многу големи промени. Пријатно јас сум како селектор изненадена што оваа година уметниците од странство со голема радост, без никаков страф и размислување ја прифатија поканата да учествуваат на овој фестивал. Фестивалот годинава ќе трае до 30 август. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, мал стартап бизнис од Тексас нуди невообичаен начин за чување на споменот за најблиските. You know, I really only had Chloe for 4 years, but the impact she made on my life, she completely changed my life. Откако го посвоила куќето Клои, Дори Херман запознала широка заедница луѓе кои сакаат кучиња и се инспирирала за хуманитарната активност со која се занимава и денес. Поради тоа, кога Клои угинала, Херман решила дел од незината пепел да ја претвори во дијамант. Не можам да замислам подобар и поубав начин да го сочувате споменот на вашето милениче, наместо да ја ставите пепелта некаде на полица. Процесот е возможен преку лабораториските дијаманти на стартапот Етернева. Го извлекуваме јаглеродот од пепелта што останува од косата или од крзното. Потоа од него ги правиме дијамантите. Лабораториските дијаманти имаат ист хемиски состав и сјај како и природните и веќе го привлекуваат вниманието како социјално одговорна алтернатива. Дијамантот се создава под екстремен притисок и температура во машините, каде се рекреира природниот процес. Директорката на Етернева, Адел Арчер, работела во индустрија со лабораториски дијаманти кога починала незината пријателка и менторка. Трейси ми беше како втора мајка, една од моите најблиски, и добив дел од незината пепел. Еден од научниците спомена дека во пепелта има јаглерод кој може да се извлече и да се претвори во дијамант. На лабораториските дијаманти им се потребни околу 8 месеци за да се формираат. Го извлекуваме јаглеродот од нечија пепел и го мешаме со генерички јаглерод. Креираме карбонски диск, пошто со текот на времето јаглеродот се напластува и почнува да расте во дијамант. Резултатот е многу лично парче накит, но тоа ќе ве чини. Арчер вели дека клиентите трошат во просек од 7 до 8.000 долари за еден дијамант. Ако сте загубиле некого што ви бил исклучително близок, сакате вакво нешто, да го носите секој ден, да биде со вас. За мене ова значи дека таа е тука, дека ќе се смее на истиот начин. Клои секогаш ќе биде тука и ќе живее вечно. Очигледно за некој сентименталната вредност нема цена. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.